Të nderuar shikues televizioni Dibra, në kuadër të programit ton të vazhdueshëm me intervista të cilat lidhen me problemet lokale në qytetin ton, unë sot kam të ftuar në studion time deputetin e njësisë numër 6, e cila përfshin qytetin ton dhe një pjesë të komunave të komunës Mavrovës dhe Rostushës, zotin Alim Billalli, i cili është njëherë deputeti i partisë VMRO-DPMNE. Unë sot do të zhvilloj një intervist me zotin Billalli lidhur me çështjet të cilat tangojnë të gjithë qytetin ton, por edhe projektin i cili tashmë është në zë e sipër, projektin lidhur me Lumin Radika dhe projektin e të ashtu quajtur Lukova Pole, i cili sigurisht është një problem që na mundon, do ta thoja të gjithëve, por që do të mundohemi që të marrim mendimin e deputetit të zonës tonë dhe sigurisht edhe përgjigjen e shumicës qeveritare, e cila çfarë mendon lidhur me këtë projekt. Për më shumë, ju lutem, ndiqni intervistën tonë në vazhdim. Gospodine Billalli, čest mi je što danas kad ste gostin vo našето studio i vo moјата емисија, значи се надевам дека ќе поминеме добро. Како прво би ве прашал кои се вашите први впечатоци во врска со гостувањето во нашата емисија и во Дебар, како што реков јас дека вие сте и пратеник на Дебар во 6-та изборна емисија, па како и секогаш јас моите гости првин ги прашувам кои се вашите, како се чувствувате тука во нашето студио. Значи, вака, најпрво добар ден на сите, ви благодарам на поканата да гостувам во оваа емисија на телевизија Дибра. И јас, значи, живеам во село Скудриња, така да блиску ми е Дебар и многу често патувам, значи, во неделата 3 до 4 пати доаѓам во Дебар. Се чувствувам добро во ред, исто како и претходно кога сум доаѓал во самиот град во Дебар. Соработуваме по секакви основи, знаете дека голем дел од луѓето доаѓаат по било какви потреби во Дебар и добре. Така. Мило ми е што така се чувствувате, па како што реков, вие сте пратеник на 6-та изборна единица и пратеник на Дебар во, така да го наречам во една смисла. Најмногу што денеска ќе не интересира се локалните проблеми на Дебар. Сите знаеме дека, вие викате патувам секој барем 3 пати во неделата од Скудриње за Дебар. Се зборува многу во последно време за патниот правец Бошков мост Дебар. Какви проекти има за овој патен правец и какви се проектите на владата на Република Македонија за патниот правец Бошков мост Дебар? Значи, патниот правец Бошков мост Дебар беше во изборната програма на ВМРО-ДПМНЕ на изборите кои што поминаа 2014 година и за тој патен правец изготвен проект. Истиот проект е значи истиот проект со тендерска документација за патниот правец испратен во Светска банка, токму во делот на овој патен правец јас како пратеник имав пратеничко прашање на пратеничките прашања кои што се одржаа во октомври месец и го добив одговорот од страна на Министерството за транспорт и врски, кој што гласи дека тендерската документација е на одобрување во Светска банка. Исто така прашањето беше во делот кога би почнал со реализација, знајќи ја оштетеноста на самиот пат, дека во овој регион најоштетен пат реално е патот Бошков мост Дебар и истиот пат се очекува да отпочнат градежните работи во 2015 година. Значења на овој пат токму за регионот, токму за Дебар, токму за Маврово Ростоше и за другите населени места околу Дебар, од причина што ќе изврши едно поврзување со претходно реконструираните патни правци Дебар Струга и Бошков мост Жировница и ќе се направи на целина, односно ќе имаме еден побезбеден пат, подобар пат за патување на нашите луѓе, едноставно и за развој на самата економија на овие региони. Пошто сите знаеме дека пред малку се реконструираше и мостот тука на Мелнички мост. Да, исто. Дали ова влегува во овој проект или тоа е сосема некој друго? Значи мостот Мелнички мост беше претходно предвиден за реконструкција и крајвише се, значи заврши реализацијата на самиот проект за подобрување на состојбата на самиот мост
финансиски, значи најоштетен мост и најголеми финанси од сите мостови кои што се реконструира беше токму овој мост, затоа што се работи за еден во должина подолг мост и во склоп не на овој проект, значи претходно се имаше проект за самиот мост и нахна на овој проект е сосема дополнително. Ако забележавте, ако патувавте претходно, значи некаде мај, јуни месец имаше луѓе кои што го снимаат, го скенираат теренот околу самиот патен правец Бошков мост-Дебар. Во врска со инфраструктурата, значи во Дебар и во целосно во околината на Дебар, какви други проекти има? Инфраструктурни, викам, проекти? Да, значи инфраструктурни подразбираме за патни правци. Да. Претходно сакам да напоменам дека како регион, како 6-та изборна единица, како Дебар, како Маврово Ростуше, како центар Жупа и Струга да земе во тој дел, пошто го опфаќаме овој дел, не сме заборавени затоа што претходно 2007 година 2006-2007 година се изврши реконструкција на патниот правец, знаеме, Жировница Бошков мост, потоа во 2013 е пуштен во употреба патниот правец Дебар Струга, значи во делот на инфраструктурата ВМРО ДПМН и коалицијата заедно со ДУИ инвестираат во патната инфраструктура и се направени овие патни правци, како што спомнав и моето пратеничко прашање што беше во октомври месец, исто така Бошков мост-Дебар за кратко време ќе стане реалност, значи ќе се комплетира тој проект. Други патни правци кои што се реализирани преку локалната самоуправа, имаме неколку патни правци во Дебар. Сакам да го напоменам патниот правец што води до селото Могорче, кој што од локален во регионален патен правец прераспореден, ќе се одвива во 4 етапи по 1 километар, значи секоја една година во 4 етапи. Знаеме дека премногу беше оштетен патот за Могорче и самите знаеме. Други патни правци што значи во дело на патната инфраструктура што имаме во предвид и што е влезено во програмата на ВМРО ДПМН на претходните избори и исто така и владина програма, претходно е извршена реконструкција на патот до Гари, значи во 8 километри е извршена комплетна реконструкција и се работи за еден добар пат сега и поширок и побезбеден. Исто така се планира во наредниот период изградба на патниот правец Бошков мост-Кичево, така преку извор го кажуваме. Така знаеме, така сите го знаеме. И тој патен правец се е во функција да се направи. Исто така да спомнам се сум од Маврово Ростуше, треба да спомнам неколку работи кои што се направени и кај нас во делот на патната инфраструктура. Реконструиран е патниот во тек на реконструкција патниот правец Бранарски центар кој што ќе добие кој што е значаен пат за развој на туризмот во тој регион. Знаеме, го имаме скијачкиот центар во Маврово. Патот беше доста реномиран во соработка со владата, пред се агенцијата за патишта, значи најдоа за сходно да овој патен правец почне да се реализира и некаде би требало да биде во завршна фаза, некаде напред. Други патни правци кои што локални патни правци кои што ги има и во Маврово Ростуше, тоа е се реконструирани неколку патни правци, тоа е патниот правец до селото Сенце, го знаеме село Сенце. Исто дел од патот е реконструиран, асфалтиран до село Нистрово. Во Скудриње, значи моменталниот пат што е пристапниот пат до село Скудриње од старата амбуланта до во село, значи во должина од 1100 метри, километри нешто. Да, исто така е реконструиран преку Агенцијата за земјоделие и рурален развој. Реконструирани се патните правци кои што водат до селата Велебардо, кои што водат исто така кои што водат до селото Жировница. Исто така сакам да напоменам дека патниот правец Ново село Бунец во должина од 6 километри и патниот правец Бунец Маврово Јанови во должина од 6,5 километри ги имаат во предвид. Значи, исто заедно со Бошков мост-Дебар, тендерската документација истата е испратена во Светска банка на одобрување и исто така, значи, во иднина очекуваме да се отпочне со нивна реализација. Но предимство во целава работа има патот Бошков мост-Дебар, зашто знаеме како е. Друго да напоменам исто така,
Предвидено е реконструкција на патот Мелнички мост, центар Жупа. Знаеме и тој патен правец каков е. Сума сумаром, целокупно гледано, значи се работи. Се работи. Едноставно знаеш како викаме каде што се работи, каде што се копа, има добра работа, значи мисли државата такви работи сега има. Но секако важно е дека на нешто се работи. И тоа е најважното за нас барем. Спомнувавте цело време, значи сите проекти воопшто на некој начин сите се концентрирани кон Светска банка, така? Да. Да се осврнеме на едно многу чувствително прашање за сите нас, како и за вас, еве вака лично, како човек кој што представувате Дебар и реканскиот крај, така да го кажам, во Собранието на Република Македонија. Се зборува, значи, за проектот Луково поле, или, така да го кажеме, за Радика, како што сите го кажуваат. Каков е ставот на владата на Република Македонија во врска со овој проект? Значи, дали има проект, дали проектот е испратен во Светската банка, дали тој проект ќе се финансира и така натаму? Значи, вака, околу ставот на владата, неколку пати во текот на годината кога се соочиме со овој проблем дека Радика ќе пресуши ред други работи кои што беа прикажани од страна на граѓаните на Дебар или и на Маврово Ростуше. Значи ставот на владата го искажа неколку министри, во неколку наврати и премиерот, заменик вице-премиерот за економски прашања Владимир Пешевски, премиерот Никола Груевски ги ми искажано ставот околу прашањето за Луково поле. Значи можам да кажам дека ставот, да го пренесам што го кажале, значи доколку студијата на Светска банка покаже дека има влијание врз штетната средина проектот Луково поле, тој нема да се реализира. Но доколку го покаже обратно дека нема штетно влијание врз животната средина, истиот ќе биде реализиран. Значи сепак ќе оди во една координација со Светска банка и граѓаните на овие населени места. Значи, штом владата покаже самиот проект дека има штетни влијани врз животната средина, конкретно пресушување на Радика, како што кажува дека немала Радика да има воопшто вода. Тука се споменуваше и Националниот парк Маврово, пример, дека ќе има влијание и Значи сите тие експертизи, сите тие влијанија врз животната средина ќе бидат истражени од страна на Светската банка и нивните експерти, доколку има штетно влијание врз националниот парк и врз животните и флората и фауната во националниот парк, истиот нема да се реализира. Треба да зачекаме да видиме каква ќе биде студијата од Светска банка и како ќе се пристапи кон решавање. И на крај крајава треба да се молиме на Господ да има што повеќе дожд, за да се наполни Радика со вода и така да не направи штета и за ова, па и за Луково поле. Значи ако дава Светската банка согласно дека треба да се изгради, тогаш не останува само да се молиме да падне повеќе дожд. Не, значи во тие работи Светска банка значи си има своји експерти кои што работат на определени теми, значи во животната средина. Ние имаме конкретен случај, значи експертиза имаше, односно студија од Светската банка за влијанието врз животната средина, конкретно на патниот правец Бранарски центар, познатиот Мавро Јанови Маврово. Истите влијанија се испитуваат и за патниве правци, пошто ги спомнав дека тендерската документација во Светска банка за Бошков мост Дебар, Ново село Маврово Јанови, така да очекуваме каква ќе биде студијата и ќе видиме како ќе се реши ова во последнава година денот на доста често поставувано прашање од страна на граѓаните и на Дебар и на Маврово Ростуше, но од една гледна точка сметајќи дека владата има во предвид секогаш да проектите кои што имаат штетно влијание врз животната средина, односно дека граѓаните реагираат на тие проекти, владата секогаш и претходните искуства ни покажуваат дека размислува пред да се одлучи на чекор на инвестирање, па чекаме да видиме што ќе биде. А на крај крајава владата гласовите ги добила од овој народ. Така. Значи довербата ја добиваме од граѓаните, затоа блискоста со граѓаните не е многу значајна. Значи еве и секојдневно имаме и средби со граѓани, конкретно и во Маврово Ростуше и од Дебар луѓе кои што лично ме познаваат, да видиме со кој проблем личен или општествен проблем се соочуваме. Максимално сме отворени за соработка, затоа
отвореноста на самата влада и на самите институции во Република Македонија ќе придонесе овој проект безболно да се реши. Сепак јас мислам дека на крај крајава ќе се најде некое добро решение за сите. Да. И јас мислам така затоа што познавајќи ги политиките кои ги спроведува владата, сум член на таа партија која што е владеачка како ВМРО ДПМНЕ заедно со Демократската унија за интеграција во владина коалиција, сметам дека ќе земат предвид сите работи и ќе одлучат како е најдобро да се постапи по ова прашање проблематично за Дебар и за Мавро Оростуше. Така. Кога сме тука, јас мислам да се надоврземе нешто во врска со спортот и туризмот. Вие како пратеник на ВМРО ДПМНЕ и како член така на владиното мнозинство, можете ли нешто да ни кажете кои се плановите и проектите за спортот и за туризмот тука во нашиот крај? Значи вака, во главном ќе тргнам од дома, конкретно од Мавро Оростуше. Значи владата знаеме, значи има преку Агенцијата за млади и спорт, значи има голем број на проекти кои што се инвестираат во спортската инфраструктура, така да ја наречеме, значи во спортските сали. Конкретно во Мавро Оростуше во 2013 година е официјално пуштена во употреба салата Македонија која што се наоѓа под Ростуше. Ја гледаме, сите ја знаеме. Значи станува збор за еден добар објект кој што до сега во нашите региони ниту се замислувал да се изгради, ниту имал некој во предвид да помисли на такво нешто, така да ВМРО ДПМНЕ и владината коалиција се заложија, тој проект стана реалност во Мавро Оростуше. Сите кажуваа, пред се знаеме опозицијата дека тоа ќе биде исто 4 столба ќе се подигнат како претходната сала што во 98, но она стана реалност денеска и опозицијата и ние играме во таа сала, таа сала е добра за сите. Други вака во насока на развивањето на спортот на овие региони, конкретно тука во Дебар во Здравко Чочковски има во гимназијата има изградена нова сала, така да сметам дека во овие региони исто така се инвестира во спортот. Повеќе наменско игралиште е исто така изградено тука во Дебар. Предвидено е во програма, значи од избори и од претходно спортска сала во кругот на основното училиште Блаже Коневски во Скудриње. Исто така предвидена е во делот на спортот предвидена е спортска сала во кругот на кругот на основното училиште, подрачното основно училиште, фактички така може да доаѓа во село Могорче. Така да инвестираме во спортот, повеќе наменско игралиште кај нас изградено во село Никифорово, во Мавро Јановиќе се во план не е туку веќе во завршна фаза за да се отпочне со реализација се тениски игралишта во Мавро Јановиќе. Се спомнуваше нешто за тениски игралишта и тука во Дебар, не знам. Конкретно, значи, за такви за тениски игралишта во Дебар немам некоја информација во моментум, но можам да прашам, да поставам како пратеничко прашање, ако сака да може слободно сме отворени за Дебар да и поставиме пратеничките прашања во соработките со Фатмир Имеровски како пратеникот кој што е во општина Дебар. Право да ви кажам, во средба, значи, и со пратеникот Имеровски и со некои други познати веќе лица кои што го представуваат нашиот град во собрание и во влада, често пати ги спомнувам овие работи. Не и за џабе, и на вас ви го спомнав. Значи, се зборува многу дека во Дебар ќе има тениски игралишта, ќе има ова, ќе има она, ама сепак, како мнозинството повеќе да е концентрирано кон селата. Дали тоа е, не дека намерно се прави тоа, далеку од тоа, но дали Дебар како и секојаш се остава позади? Или не би рекол така, не би се сложил. Од причина што да земаме околу спортот делот.
Делот, ако во Маврово Ростуше се изградила и се пуштила официјално во употреба спортската сала од 2013, во Дебар веќе беше изградена во тој период спортската сала. Значи, знаеш, владата е рамномерно мисли на сите региони, без разлика, значи и се значајни секој еден дел од Република Македонија. Ако земаме наназад да ги вратиме работите до 2006, Маврово Ростуше, ако сте дошли, не беше инвестирано ништо. Да. Сега, значи, имаме патна инфраструктура, спортски терени, гимназии имаме, сакам да ја спомнам, многу добра, софистицирана, баш во Петокот бев во гимназијата, во моментов се инсталираат и електронски табли, значи ни најсовремени услови учат нашите ученици. Значи, во ВМРО ДПМН и владата, и коалиционата влада функционира, значи максимално каде што може да се реализираат проекти кои што се за добробит на населението во тие региони. Дали сте биле некогаш во гимназијата во Дебар? Значи конкретно не сум учел во гимназијата во Дебар. Кога кажувате дека се градат нова гимназија, пример. Гимназијата во Дебар отстојува, како што рековте вие, како таа старата сала на 2 столба. Значи све е монтажа. Се вика дека ќе се изгради нова гимназија, но тука од целиот тој проект останаа само темелите и ништо друго. Имате ли некоја информација дали ќе почне со градба на новата гимназија во Дебар или? Значи немам некоја информација дека проектот сум бил, значи во гимназијата имам видено. Екзистира како проект. Да. Но реалноста е дека тука останале само темелите. Кога тој проект? Проектот е почнат со изградба, значи пред 3 години. И се уште се турка на место. Значи, ама јас ви реков, ако имате некоја информација, добро, ако не. Сега за сега немам околу делот на ова што го кажеме за реконструкцијата. Сум бил во гимназијата, нема погрешно ме сватите, сум имам и добри пријатели од страна на професорите. Значи, немам информација кога би било, што би било, дали се има во план со изградба на нова гимназија. Треба, значи, сакам таков е принципот на работа во главном на поголем дел од функционерите на ВМРО да истражиме работата, дали е окей, да провериме што е како е, докаде како е, сметајќи дека образованието е под локалната самоуправа. Значи, локалната самоуправа инвестира во образованието. Така, да видиме, значи, на чисто околу тие работи. Конкретно за кај нас ја спомнаме гимназијата, изградбата на гимназијата се случи во период од 2011 до 2013 година, значи некаде околу 2 години се беше изградбата и истата е изградена во соработка, значи поголем дел од блок дотациите што ги добива од Министерството за образование, од тие блок дотации градоначалникот, локалната самоуправа и директорот на гимназијата си зедое за можност да имаат можност да изградат, да направат една таква добра гимназија, затоа што стварно условите беа многу ученици, имаше многу малку просторни услови, затоа и они ги земаа сите предвид тие работи, градоначалникот и директорот на гимназијата, и се пристапи потоа со поддршка од Министерство за здравство за работи кои што им недостига, се до опреми целата гимназија. Сега нашите ученици учат во едни добри просторни услови, компјутеризирани и ред други работи. Така. Најконцентрираните точки во Дебар и Дебарскиот регион во врска со развојот на туризмот се Дебарските бањи и Мавровскиот ски центар. Да. Какви се проектите на владата во врска со туризмот и развојот на туризмот во Дебар и Дебарската околина? Значи вака, во околу развојот на туризмот, значи владата специјално има формирана и агенција за туризам, која што е сместена, не знам се уште дали е таму во Струга. Струга или Охрид беше. Специјално во 2006 има направена агенција за туризам, за основната дејност на таа агенција да биде развој на туризмот. Значи, постапно во Маврово Ростуше од 2006 наваму да земаме, пошто сме национален парк, имаме доста туристички дестинации, се пуштени во употреба неколку вака туристички
како да ги наречеме, значи дали дестинации, дали атракции. Конкретно е водопадот Дув во село Растуше, значи има неколку други туристички атракции што може да се посетат. Исто така е изграден инфоцентарот во Мавро Јанови, во кој што може да се информираат граѓаните кои што се надвор кои што доаѓаат во посета на самиот национален парк и на самата општина, да се информираат за можностите кои што ги има националниот парк и регионот, пошто навистина се работи за еден живописен регион, целиот регион на кој земаме од Струга до Гостивар, еден живописен регион, да се информираат за туристичката понуда на самиот национален парк и на самиот регион. Исто така во функција на тоа има националниот парк има туристички водичи кои што се волонтерски по волонтерска основа, кои што имаат за цел да сите тие туристи ги насочат, односно им го покажуваат каде, значи знаеме за туристичките водичи, како што се тоа води кон еден напредок на туризмот во овој регион, конкретно за Дебарските бањи. Значи владата на ВМРО ДПМН е спроведен многу за поздравување иницијатива за пензионерите, значи секој еден пензионер барем во текот на годината да од оние примателите на помала пензија да имаат можност да остварат бањско лекување. Знаеме сите дека и во Косоврасти и во Бањишта, значи им доаѓаат во текот на годината многу пензионери. Тоа е еден мотив плюс за самиот собственик на бањите да инвестира се повеќе во тој дел. Вие сте, еве да кажем вака, неофицијално помлати од мене. Да. Но денеска сте пратеник. Да. И тоа е реалноста. Колку се денеска младите вклучени во извршната власт и колку се работи со младите? Еве, вие како дел од младината и од младите во овој крај, колку чувствувате дека нешто се прави, дека нешто оди нагоре со младите? Значи вака Впрочем, вие сами го чувствувате тоа, пошто веќе сте на функција, но колку се работи со младите и колку младите се денеска нештото можат да го фатат, колку се нештата достапни за младите? Значи вака конкретно да тргнеме од она, знаеш како викаме хиерархиски, но ќе тргнеме од тоа прво да кажеме дека ВМРО ДПМН како партија, исто така и Демократската унија за интеграција има слух за младите. Од причина што, еве, јас како пратеник имам 29 години, сум добил довербата од страна на председателот на партијата да бидам представник во Собранието на Република Македонија. Сличен е случајот со пратеничката од Струга, Нола Исмаиловска генерација, сме исто годиште. Млади луѓе, значи на млади луѓе ВМРО ДПМН како политичка партија дава се повеќе можност. Ние имаме министер кој што како ВМРО ДПМН, министерот за труд и социјална политика, кој што е релативно тој беше гостин млад, значи човек кој што Диме Спасов. Значи на младите државни секретари, заменици, министри имаме доста млади. ВМРО ДПМН како политичка партија дава можност на младите да се покажат што знаат, што умеат, колку можат да помогнат на општеството со цел да одиме напред. Имаме многу млади кои што се на доста одговорни функции, а и другиот дел да земаме, значи од страна на Агенцијата за вработување да се поттикнат младите и нивните иновации, се даваат вработување со субвенционирање од страна на владата на Република Македонија. Сметаме како пратеник, како најповикан и како млад човек дека секој еден кој што искажал желба дека може да помогне во работата на самите институции, во работата да ги даде идеите за државата да оди напред, и е прифатен од страна на владата и дава можност на секој еден млад човек. Значи исто така, значи во делот има многу мерки кои што ги има предвидено Агенцијата за вработување, кои што се однесуваат на млади до 26-7 години, максимум до 30 години, така да
имаме и во Дебар има многу луѓе кои што преку тие мерки се вработиле и односно си отвориле свои бизниси со помош на државата и државата никој не ги заборава младите, туку прави се и во делот и на спортот, кој кажавме претходно, прави се за да направи едни добри услови за младите да можат да напредуваат во државата. Претходно тоа не било, не сум видел случај, значи првпат се случило во 2006 да имаме пратеници кои што се помлади, и исто така и министри, заменици министри. Претходно не било случај, значи секогаш во политиката се сметало и кај нас и во Дебар и секаде во Македонија дека треба на 40 години луѓе да водат политика, не сакам погрешно никој да ме свати, но ние како ВМРО-ДПМНЕ, како владина коалиција, пред се партијата дава можност на помладите да се уклучат во креирањето на политиките. Имаме и отворени денови на владата во кои што младите ги даваат своите идеи, можност да се запознаат со институциите, како функционираат, дали се принаоѓаат во некој од институциите и така натаму. Пак останува тој збор дека во младите иднинат. И овие што викаш ти, што се повеќе од 40 години гледат дека треба да се вклучат младите и затоа можеби треба да се надеваме сите дека еве како вие што имате волја за развој и другите луѓе кои што се вклучени во политиката да го имат истата насока да ја имат во животот, па така да можеме сите заедно да го развиеме не само нашиот крај, туку и целата држава, држава во целина. Значи воглавном околу давањето на можност на младите да одлучуваат, значи реално во собрание, пример двојца пратеници ги земат во ВМРО-ДПМНЕ, сме на иста генерација, јас и колешката Нола Исмаиловска, значи ни даваат можност да одлучуваме. Ни даваат можност да младите да имаат можност да се етаблираат во системот на државата и пред се гледа ги гледаме работите, значи целокупно заеднички со сите генерации. Да одиме напред. Конкретно јас како пратеник реално кажам млад сум, но најголем дел од луѓето кои што сум ги примил во канцеларија, кај зборувам за во отворените канцеларии кои што ги имам во населените места во општината од кај што доаѓам во Маврово Ростуше, постари луѓе баш се оние кои што доаѓаат и да побараат за било каков проблем, значи заеднички и ми укажуваат на некои работи како подобро да се решаваат проблемите во државата. Така. Алим, јас за крај би те прашал нешто, доколку имаш информации, значи, а секако знам дека имаш. Се зборува во јавноста во последно време дека лидерот на опозицијата, значи господин Заев, имал некоја бомба со која што ќе натерал власта за 3 дена да даде оставка, да си оди, а истата бомба ќе направи многу меѓуетнички тензии, многу меѓуетнички проблеми. Што вие мислите во врска со тоа? Да не забораваме дека пред малце време истиот тој, значи го изгуби на суд, случајот со премиерот Груевски. Сето тоа галама што се крена падна на вода. Дали е сега истиот случај, дали исто се случува нешто или сакаат некако да профитира преку овие работи? Значи, случајот првично да земе тој што беше објавено меѓу двата изборни циклуси, во кој што една клевета од страна на председателот на опозицијата Зоран Заев беше изнесена врз премиерот, актуелниот премиер и председател на ВМРО Никола Груевски, се докажа на суд. Да. Се докажа дека клевета и класична местенка, значи во се спрема нешто бомби ќе се заминала ВМРО ќе даде оставка владата во рокот. Да не е тука, да не се зборува тука за предвремени парламентарни избори или? Тоа, значи, ставовите ги кажал премиерот околу предвремените парламентарни избори, председател на ВМРО-ДПМНЕ и
сепак значи останува да видиме како времето ќе покаже, но сакам да истакнам нешто друго. Се кажуваат за некои бомби, за некои афери, за едно, за друго, за трето, наместо да седнат да направат една програма која што ќе биде за развој на Македонија и ние како ВМРО-ДПМН да согледаме дел од тие добри работи, да седнеме да продискутираме околу некои работи во интерес на држава да оди напред. Ние зборуваме за некои бомби, за некои местенки, зборуваме за дека во Македонија ќе се случило во делот на меѓуетничките тензии, дека ќе имало меѓуетнички тензии во Република Македонија. Мислам дека доаѓам од регион во кој што стварно навистина ги познавам какви се проблемите и колку лошо би влијаело да тоа задирнување во тие меѓуетнички тензии. Сметам дека СДСМ како опозиција во Република Македонија, секогаш кога нема идеја што да работи, кога нема идеја што да му понуди на македонскиот народ, секогаш почнува со тие чувствителни теми во Република Македонија. Се заснова на меѓуетнички тензии, дека ќе настанат проблеми во меѓуетничките тензии. Сведоци сме во минатото од 2006 наваму колку обиди имаше за правење на меѓуетнички тензии. Тоа е една, според мене, како пратеник и како личност и како човек на држава е сосема, мислам, не е добро да се игра на една таква карта во која што во Република Македонија би се дестабилизирала самата држава, а уште полошо што доаѓа од една сериозна, сметам дека е се уште сериозна опозициона партија, затоа што тоа е едно чувствително прашање кој што треба ние да го негуваме и да соработуваме меѓу себе. Токму и ова гостување тука значи нешто за дебат и за негување на тие меѓуетнички односи. Знаете, во Дебар цело време, конкретно да се задржиме на Дебар, цело време ние живееме едни со други, конкретно доаѓаме и вечер тука доаѓаме и излегуваме заедно, се знаеме од пора. И сме и пријатели. И пријатели, значи, знаеш тоа кога ќе почне, кога почнува опозицијата да кажува за меѓуетнички тензии, секогаш нешто не чини во државата, наместо да кажат да во рете, да дадат предлог или да направат едно разумно решение во кое што ние напред би одели, би извадиле програма тие. Ние имаме оваа програма која што сметаме дека во Република Македонија ќе има подобар живот, ќе има затоа што во Република Македонија се уште имаме, не можеме да кажеме дека се во ред, се розово, така да имаме уште доста проблеми кои што треба да се решаваат во иднина. Наместо да излезат тие со решение на тие проблеми, тие кажуваат за некакви си меѓуетнички тензии, за нешто што стварно е чувствително во Република Македонија. Таква е спецификата на самата држава, која што треба едни со други сплотени да одиме кон патот на Европската унија и на НАТО, но за жал сега и читаме по медиумиве дека и бойкотирањето на собранието може во иднина да не представува проблем околу тие евроинтеграции на Република Македонија. За жал, значи, од тој аспект гледано, СДСМ и несериозна партија доаѓа, ако била државотворна партија како тие што кажуваат. Јас би рекол, ако ние самите не се интегрираме тука внатре, не може да склониме да се дофатиме негде каде што стандардите и начините на работа се многу на повисока класа од тука кај нас. Значи ВМРО-ДПМН како политичка партија владата заедно со коалициониот партнер ДУИ работат кон остварување на тие цели, кон остварување на тие стандарди. Сада само треба да се приклучи кон работењето на тие стандарди, на тие цели кои што ги бара Европската унија. Не спротивно да задира во некои работи кои што стварно во последниве неколку години стварно се негуваат, кои што навистина луѓето, значи јас се чувствувам исто и да дојдам во Дебар да пијам вечер кафе, исто се чувствувам и во Куманово и во Источна Македонија да појдам да пијам кафе. Заеднички, значи, треба да се интегрираме во државата, значи, за да ги оствариме тие крајни цели наши, значи Европска унија и НАТО, а не да задираме во нешто што многу лесно може да биде кршливо, многу лесно може да доведе до определени проблеми
во Република Македонија. Знаете, секој може денеска да измонтира било каков материјал и да го пушти да направи проблеми. И тоа какви? Многу лоши проблеми кои што може во иднина и да бидат многу да се подзапрашаме зошто станало токму, зошто дошло до тие проблеми. Сепак оставам на опозицијата и на времето. И на времето ќе видиме, ќе покаже дали ВМРО ДПМН испроведува проектите како што треба и треба да работиме за да одиме напред, или па СДСМ тоа што го кажува, што апсолутно сметам дека се невистини. Случајот што беше наметнат за време на изборите, доби судска разрешница, видовме како е, така да се друго што ќе биде. И значи сосем на крај би истакнал дека тие интереси одат, тие нивни ставови одат кон едно друго сценарио кој што ни го спрема нашиот јужен сосед. Баш тоа сакав да ве прашам, но Значи, само го кажував. Значи, кој што го спрема нашиот сценарио кој што долго време го има нашиот јужен сосед, дека во Република Македонија има проблеми вакви, такви. Значи, ние самите си ја знаеме државата како функционира, дека не се така работи, дека кој што сака Грција да прикаже, и сега сојузник, едноставно гледам дека е сојузник на нашиот јужен сосед, што за жал не треба така да биде. Така. Али на крај, ако нешто јас сум допуштил, без да те прашувам, дали имаш нешто да дополниш, да докажуваш? Значи, вака, сосема за крај. Би испратил на порака пред сето регионов од кај што доаѓам, конкретно Маврово, Ростуш и Девар, треба со заеднички сили да работиме во развој на Дебар, на Маврово, Ростуше, на регионите околу нас, центар Жупа да ја земеме, да не сплотени едни со други, без разлика на вера, на нација, без разлика на политичка припадност, да одиме напред, да работиме во интерес на Македонија и на регионот. Регионот во кој што конечно, после долго време, некој се сети да направи нешто. Да даваме убави проекти, убави идеи, со цел регионот да стане едно поубаво место за живење за сите нас. Ти благодарам. И навистина ми беше мило и драго што денеска беше гостин во моето студио и во мојата емисија, и се надевам дека ова како прв пат да биде, како да кажам, атракција за да пак доаѓаш тука и пак да ни образлуваш теми кои што се поврзани со Дебар, со Дебарскиот крај и со сите проекти кои што се надеваме дека ќе не носат напред кон, како што кажа ти, кон Европската унија, кон НАТО и тие стандарди кои што сите ние ги чекаме, и се надевам дека некој ден ќе ги имаме на рака. Значи вака, прв пат кажав на почетокот дека доаѓам сум гостин во вашата телевизија како пратеник, и реално 6 месеци сум пратеник, скоро 6 месеци. Во иднина, значи, ќе гледам секој еден проект кој што ќе биде предложен, кој што ќе биде во фаза, значи, на одобрување за да се реализира за Дебар и околината, да дојдеме тука да го образложиме, да направиме да дискутираме околу самиот проект, да дебатираме што, како може да се направи подобро за да одиме, за да тие проекти се значајни не само за Дебар, туку и за самите населени места околу Дебар, за самите села околу Дебар. Значајно е да оди регионот напред. Ветувам во иднина, значи ја ретко давам ветувањата, да не биде дека давам ветувања. Значи во иднина почесто би сакал да бидам гостин, да го слушниме гласот на, значи, од страна на нас како пратеници, како функционери, да покажеме кои проекти во иднина би се планирале за Дебар и за нашите региони, и конечно на отворањето, односно на пуштање во употреба на тие незавршните реализации на проектите кои што претходно ги спомнаме, да видиме гости и да прокоментираме за една добра работа во Дебар. Ти благодарам.